Нова епизода од серијалот Overtime with TJ на YouTube каналот BMG Network. Дечки, пред нас имаме викенд кој што повеќето од нас сакаат да го пропуштат од фудбалски аспект. Нема многу дербија, има две, ама едното барем од нив е топ дерби. Имаме еден надпревар од англиската премиер лига и еден од серија А. Пред да почнеме со надпреварите, не заборавајте да притиснете subscribe на YouTube каналот BMG Network. И пред надпреварите, одиме прво со Фантази премиер лига. Фантази премиер лига. Дечки, минатата недела освоив 73 бода и тоа, пазете, играв без Салах, кој што не го одигра својот надпревар против Евертон. Така да, одлично коло, веројатно ќе се додадат бодовите од Салах во ова коло кога ќе се одигра надпреварот Ливерпул Евертон, меѓутоа тоа ќе биде негде јануари месец, според последните информации. 73 бода, а просекот е 50. Пазете го сега ова. Идеме во лиги. Спорски МК 18. Од 100-то место успев да стигнам до 18-то место за 3 недели, ако не се лажам. Така да не се откажувајте, има уште многу време до крајот. Планот ми е пласма во топ 5 и освојување на една од наградите кои што ќе ги доделуваме заедно со и веб сајтот, односно интернет порталот sportski.mk. Да видиме што ќе направам оваа недела. Сакам да го продавам Колушевски, се мислев. Сомаре добро ми е повреден, меѓутоа ќе биде трета резерва. И да, сепак ќе го продавам Колушевски, а на негово место планирам да го земам, ќе имам тројца фудбалери од Челси, Енцо Фернандес. Имам еден фри трансфер, ќе го искористам за да го земам Енцо. Енцо ќе биде во првиот тим, прва замена, добро, бар нека биде, да. Значи, пазете го тимот: Флекен, Педро Поро, Салиба, Гвардиол, Палмер, Енцо, Сака, Салах, Вуд, Жао Педро и Джексон. Капитен, дали да биде Салах капитен или Палмер Салах ќе биде, да. Салах капитен, Палмер втори избор као капитен. И тоа е тоа. Сега сам да ви кажам два предлози за оваа недела, предлози кои што гледам ги анализираат сите како едни од најдобрите трансфери во наредниот период. Првиот е Кевин Де Бруин. Само момент да го најдам Кевин Де Бруин. Чекај, ќе го бараме во Сити. Да. Кевин Де Бруин, Манчестер Сити, 9,5 милиони фунти. После повредата, Де Бруин полека ја враќа старата форма. По првиот старт после повредата имаше гол и асистенција против Нотингем Форест. Да. Пазете го ова. Вика, стапката на создадени шанси на Де Бруин е една на секој 23 минути и таа стапка е супериорна во однос на сите други играчи од премиер лигата. Сега игра против Юнайтед, а во последните 4 настапи против нив Де Бруин постигна 2 гола и 4 асистенции. Земајте го. Втор предлог за трансфер: Енсо Фернандес, Челси, 5 милиони фунти. Влеза во форма, а тоа не остана незабележано од менаџерите на фантази кои го направија најкупуваниот играч за врска во 16-тата недела. Од неговото враќање во стартните 11 на сините во 12-тата недела тоа се случи, Фернандес реагира на третото место меѓу играчите од средниот ред на фантази. Со оглед на тоа што во сите наредни 7 надпревари Челси ќе биде фаворит, Брентфорд, Евертон, Фулам, Ипсвич, Кристал Палас, Бормут и Волфс, Фернандес веројатно е најдобриот избор за трансфер периодов. Земете ги кој било еден од овие 20, Де Бруин е малце полскап, Енсо Фернандес е многу ефтин, 5 милиони фунти, а може да донесе многу поени. Впрочем, погледнете ги последниве негови надпревари. Има 9, 5, 9, 12, така да земете го. Тоа е тоа од фантази, одиме со надпреварите за овој викенд. Прв меч, премиер лига. Викендов се игра дербито за Манчестер. Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед. Онака, сите помисливме дека Манчестер Сити се враќа после црната серија од 7 надпревари без победа, 6 порази и 1 реми,
ама следува реми со Кристал Палас и тежок пораз од Јувентус во Лигата на шампиони со 2-0. Тоа значи дека во последните 10 надпревари Манчестер Сити има само една победа, 2 ремија и 7 порази. Страшен период. Ни Юнайтед не е подобар. Дојдеа во Рим, едно реми, 2 победи и сега 2 порази поред во Премиер Лига. И ако ној пораз од Арсенал беше очекуван, поразот од Нотингем Форест минатото коло на домашен терен со 3-2 беше шок. Ствари, не е до тренирите, бе. Кој сака нека дојде. Манчестер и Юнайтед пак ќе губи. И кога сме кај дербито Спорт 2 за Манчестер Сити. Конечно заврши со слушувањето за оваа екипа и сега сите очекуваат пресуда. Против Сити има дури 115 обвинувања за кршење на финансиските правила на Премиер Лигата. За овој случај клубот ангажираше голема и скапа екипа на адвокати, обидувајќи се да ги негира сите неправилности за кои се терети. Сити се во очекување на казната која ќе ја добие. Се шпекулира од одземање бодови до исфрлање на тимот во понизок ранг. Некои се надеваат и на одземање на претходните освоени титули. Во Манчестер Сити сите се надеваат дека ќе поминат без казна. Кога ќе има пресуда? Веројатно до крајот на јануари. Дербито. Мислам дека Сити ќе тепа. Одиме во Италија, ама во понеделник. Лацио Интер. Ова е битка за врвот. Види табела. Двете екипи имаат по 31 бод. Победа сега ќе значи многу за било која екипа. Интер 13 надпревари немаше пораз. 11 победи и 2 ремија. До пред некој ден. Колку лошо одигра со Леверкузен, страшна работа е. Чак може да бидат задоволни што изгубија само со 1-0. Ама ова сега е Серија А, сосема друга приказна. Сега почнува пеколниот распоред за Интер. За 15 дена ќе одиграат 5 надпревари, меѓу кои и Суперкупот на Италија. Така да, сакаат со победа да го стартува тој тешок период. Ама Лацио сезонава добри се е. Реално немаат екипа за топ 4 во Серија, ама играат стварно добар фудбал. Реално сега најголемата предност има домашниот терен. Ама тоа нема да биде доволно за победа. Дечки, играте Фантази Премиер Лига, ја можам да ви послужам како пример дека се уште ништо не е готово, има уште многу да се игра. Ја од 100 и некое место стигнав до 18, а планот ми е да стигна во топ 5 и да освојам некоја награда. Следете на социјалните мрежи на Instagram и на Facebook, не забравяйте да притиснете subscribe на YouTube каналот BMG Network и очекувате нови видеа. Се гледаме за брзо време. Ај, чао!